Благодарам. Почитувани дами и господа, почитувани представници на спортските федерации, на спортски клубови, спортски новинари, љубители на спортот, драги пријатели. Инвестицијата во спортот е инвестиција во младите, во јакнењето на спортскиот дух, во здравиот живот, инвестиција во иднината на една држава, во промоција на државата, но и во достоинството и колективната радост, особено во моменти кога се постигнуваат значајни резултати, кога се представува државата. Вложувањето во спортот е една од суштинските определби на ВМРО-ДПМН. За да има развој на спортот, клучни се најмалку две компоненти. Прво, постоењето или изградбата и одржување на спортската инфраструктура. И второ, подршка на развојот на спортските таленти, клубовите, федерациите, спортските школи и академии, меѓународни настапи, подршка на врвни спортисти и нивно негување и растење. Кога сме кај спортската инфраструктура, овие 20 на години, она што се памети се спортските објекти започнати и изградени главно во мандатите на владите на ВМРО-ДПМН. Во сите преостанати години имавме една прилично сериозна колективна стагнација и континуирано уназадување. Распаѓање и ограбување и на она инфраструктура која од минатото постоела, бидејќи и она малку што постоеше беше запуштено и не се вложуваше или одржуваше, или се даваше под некакви концесии на лица кои ретко кој од нив имаше спортски мотиви. Фактите говорат дека во последните 10 години се инвестираа над 100 милиони евра во спортска инфраструктура. Во околу 300 спортски капацитети од различен карактер, како што се завршените 94 спортски сали на Агенцијата за млади и спорт и на Министерството за образование, кои до крајот на годината ќе надминат над 100 нови спортски сали. 50 фудбалски игралишта за голем фудбал. До сега завршените 83 спортски тениски терени, 64 завршени повеќенаменски игралишта, 5 големи спортски игралишта, вештачката карпа за алпинизам, 5 фитнес зони, кои досега се изградени од планираните и неодамна најавени ветини 20. До оформувањето и изградбата на спортската арена Филип II Македонски, не само како значајна арена за фудбалски, туку и за атлетски напревари. Спортскиот центар Борис Трајковски, со сите пропратни содржини, како и многу други нови проекти кои во моментот се градат според утврдената и ветена динамика, како например остатокот од планираните сали, мултифункционални и тениски игралишта, кои треба да се завршат, затоа што планирани се 100 мултифункционални игралишта, 120 тениски терени, 180 сали. Започнати од базен во Охрид и повеќе други, но и оние кои доправа планираме да ги започнеме, а ги најавивме, како 150 баскет игралишта, салата за професионална гимнастика во центарот Борис Трајковски, затворената сала за тенис, исто така во центарот Борис Трајковски, каде што ќе се сместат и салите за боречки спортови, отворени базени и така натаму. Згора на тоа ги повративме и обновивме училишните лиги во повеќе спортови и секое училиште се обврза со закон да формира повеќе училишни спортски клубови кои треба да се активни. И на ова поле имаме уште да работиме. Зад нас се 10 години на интензивна градба во спортска инфраструктура како никогаш во историјата на земјата. И тој тренд ќе продолжи во следните 4 години, како во делот на рекреативен, така и во делот на професионален или врвен спорт. Значи, основните предуслови на постоење на задоволителна инфраструктура се речиси исполнети. И тие во следните 4 години ќе продолжат да се надградуваат. Она што се чини во овој момент недостасува и што обично во повеќето држави го пополнуваат приватните компании е инвестирањето во клубовите, федерациите и се што е врвен спорт и спортисти.
Ние во овој дел инвестиравме во отворање и развој на спортската академија, која одлично функционира, која има 4 спортови: фудбал, кошарка, ракомет и тенис. И инвестиравме исто така во стипендии на 500 млади спортски таленти секоја година во соработка со федерациите. Тука и финансиската поддршка која преку посебна програма Агенцијата за млади и спорт ја даваше на федерациите, при што основна предпоставка беше дека тие ќе обезбедат и други средства од приватниот сектор, како и во поголемиот дел држави. Сепак, се покажа дека приватниот сектор во Македонија не го следеше трендот на инвестирање во спортот како низ другите европски држави, па дури и држави од регионот. Од овие причини, ние си зацртавме, откако веќе се изгради толку многу спортска инфраструктура, наша наредна голема активност да биде преку различни активности и мерки, давање поддршка и ветер во грб на спортистите и спортските федерации, што веруваме ќе донесе поголем успех. Спортските резултати ќе помогнат во градењето на успешни личности кои ќе бидат пример за многу млади кои ќе посакаат да спортуваат. Ќе поттигне помасовно занимавање со спортот и ползување на суштинските придобивки кои тој ги овозможува. Статистиката на Светската здравствена организација покажува дека спортот е основно средство за намалување на ризиците на цел еден спектар на здравствени заболувања кај човекот. Придонесува за зајакнување на мускулите и на кардиоваскуларниот систем, подобрување на атлетските способности, губење или одржување на телесната тежина, го подигнува имунолошкиот систем и помага на превенција од срцеви болести, диабет и редица други болести. Но исто така го подобрува менталното здравје, а помага во зголемување и одржување на нивото на самодоверба, социализација, градење на карактер и така натаму. Почитувани, нам ни се потребни позабележителни резултати во спортот. Токму затоа се одлучивме за неколку системски решенија и проекти кои ќе значат огромна поддршка на спортот. Сакам да ви соопштам неколку од нив. Денеска ќе соопштам 4 од нив. Но и дека сме отворени за сугестии и корекции, доколку пристигнат добри аргументи од било кој. Првата мерка е зголемена поддршка на државата за спортските федерации, чии дисциплини се олимписки, како и зголемена поддршка на Македонскиот олимписки комитет. За таа намена, приредувачите на игри на среќа во обожавалници на месечна основа за финансирање на спортот ќе извојуваат 3% од добивката, а приредувачите на игри на среќа во автомат клуб исто така на месечна основа за финансирање на спортот ќе извојуваат 1,5% од добивката. Овие средства добиени од обожавалниците и автомат клубовите ќе одат за развој на спортот, односно за спортските федерации и за Македонскиот олимписки комитет. Приматели ќе бидат само федерациите на олимписките спортови и Македонскиот олимписки комитет. Сумата која се очекува по овој основ да се добие е околу 1,5 милион евра директно за оваа намена. Во моментот, олимписки спортови од федерации кои постојат и се со решение дејно спорт од Агенцијата за млади и спорт се вкупно 25. Правилата за употреба на овие средства би важеле и за сите средства кои федерациите ги добиваат од државата. За таа цел ќе се пристапи кон носење на законски измени кои ќе влезат во собраниска процедура по преходна јавна расправа. Чекори кои ќе се преземат за реализација на овој проект се: прво, покрај законските измени ќе се утврди прецизен правилник за распределба на средствата и правила за нивно трошење по преходна расправа јавна и консултација со федерациите. Овие средства ќе одат на посебна сметка на федерациите и на Македонскиот олимписки комитет. Планот е 65% од средствата додат за колективни спортови, а околу 35% за индивидуални спортови. Но овој сооднос би го преразгледале низ јавната дебата која ќе следи. Првите 2 или првите 4 години средствата ќе се распределуваат линеарно,
а потоа делумно линеарно, но и делумно скалесто во зависност на постигнатите успеси и резултати на различни федерации и на Македонскиот олимписки комитет на меѓународен план, во согласност со утврдени критериуми за тоа. Спортските федерации овие средства може да ги користат за организација на надпреварувањето во домашните лиги. Многу често поголемиот дел од федерациите се соочуваат со основни проблеми, како што е плаќањето на надоместок за ангажман на суди, делегати и слично. Овие средства ќе бидат добредојдени. Може да се користат и за организација на репрезентативни надпреварувања, учество на меѓународни светски и европски првенства, олимпиади и слично. Овие средства може да се користат и за подмирување на трошоци за пат, престој, бонуси за надпреварувачите и тренерите, опрема, трошоци за изнемување стадиони и слично. За финансирање на врвни тренери, за државни и приватни клубски спортски академии, за млади таленти, но не повеќе од 20% од средствата, што исто така ќе биде предмет на јавна расправа. Дополнително ќе се прецизира кои критериуми треба да ги содржи и задоволува некој за да влезе во категоријата врвен тренер. Со ова ќе се пренесе искуство на успешни професионалци од тренажниот процес на спортистите. Понатаму, ќе може да се користат за уплаќање на членарини и други редовни обврски кон меѓународни спортски федерации, за плаќање на кирии за простории за работа на федерацијата, според предлогот кој ќе се преразгледа не повеќе од 10% од средствата или отплата на кредит за купување на собствени простории на федерацијата не повеќе од 20% од добиените пари. Доколку се купат простории за федерацијата со средствата од овој извор, истите не смеат да се стават под хипотека, освен доколку хипотека кон банката за купување на самиот објект, и не смеат да се продаваат најмалку 15 години последователни. Ова со цел спречување на евентуални злоупотреби. Понатаму, средствата ќе може да се користат и за финансирање на врвни спортисти по посебен прецизен правилник, поминат низ јавна дебата за колективните и индивидуални спортови, а при тоа да се искористат не повеќе од 30% средствата за тоа. Повторам дека сите овие ограничувања и проценти ќе бидат преиспитани низ јавна расправа. Средствата ќе може да се користат и за финансирање на надоместокот на работата на членовите на извршното тело во висина од не повеќе од една просечна месечна плата на ниво на државата и не повеќе од 9 луѓе, членови на извршниот орган, од оваа сметка. Ако сакаат да имаат повеќе членови или повеќе надокнади, средствата ќе треба да ги обезбедат од други извори. Односно, доколку постои интерес и потреба за повисоки хорари, ќе се возможи и тоа, но тогаш тоа треба да се надомести од редовната сметка на федерацијата. Ќе може да се користат и за финансирање на вработената администрација со полно работно време во федерацијата за не повеќе од 3 лица од овие средства и не повеќе од една просечна плата за лица кои имаат завршено средно образование и 2 просечни плати за лица со високо образование и над 5 години работно искуство. Нема да биде дозволено вработените да се во роднинска врска во ниту еден член на извршното тело до второ колено по сите линии. Повторно ќе кажам, ако сакаат повеќе да ги платат, тоа нема да се спречи, но ќе треба да е од други извори од редовната сметка на федерацијата или МОК. Со цел да се онавозможи непотизам и капитално здружување, со цел нарушување на принципите на работа, членовите на извршното тело и секретарот ќе се оневозможи со закон да се во роднинска врска по сите линии до второ колено со председателот на федерацијата, ниту пак нивните компании да се капитално или управувачки поврзани. Членовите на извршното тело не треба да се вработени или членови на управувачки органи во компанија во која доминантна собственост има председателот на федерацијата. Председателот и членовите на извршното тело на федерацијата не би требало да имаат собственички удели или да се дел од основачки издруженија во спортски клубови, за кои тие се надлежни или лица капитално, роднински и управувачки поврзани со нив. Тоа е околу првата работа. Второ, бидејќи станува збор за поголема сума на средства, ќе се воспостави и механизам и правила за надзор на трошењето. Најмалку еднаш во 3 години сите федерации кои ќе добијат средства ќе имаат контрола на искористувањето на средствата на таа посебна сметка, која што ги прима средствата од државата. Ќе се предвидат законски казни за одговорните лица во федерациите доколку незаконски се користат тие средства.
Истовремено ќе се подигне и нивото на професионален кадар во извршните тела на федерациите. Во секој извршно тело на секоја федерација ќе се предвиди со закон да мора да членуваат најмалку 2 дипломирани правника и најмалку 2 дипломирани економиста, што ќе помогне во квалитетот на одлуките за распределување на средствата. Со ваква мерка ќе се обезбедат повеќе средства за професионалниот спорт, за спортските федерации, Македонскиот олимписки комитет, но и ќе се обезбеди ред и во нивното функционирање. На овој начин ќе се влијае на подобрување на перформансите, што ќе придонесе и до развој на спортот во државата. Тоа е првата мерка. Втората мерка, која денес ќе објавам, се однесува на финансирањето на клубовите и спортските федерации преку ограничено ослободување од данок на добивка на компаниите, кои ќе финансираат спортски клубови и спортисти, како и спортските федерации и Македонскиот олимписки комитет. Со измена на закон ќе се овозможи и прецизира финансирање на спортски клуб, при што за делот на финансирањето средствата кај финансиерот би биле одбиени при плаќањето на данок на добивка, а по утврдени правила. Секоја компанија која дава вакво финансирање, за кое ќе добие ослободување од данокот на добивка, може да е максимум во висина од 20% од нивната годишна добивка, додека за делот меѓу 20 и 30% од добивката би се ослободувале со 50%. Значи до 20% 100% ослободување, меѓу 20 и 30% од добивката ако инвестираат ќе имаат 50% ослободување. Над 30% од добивката не би имало ослободување на данок од добивка. Например, компанија која има добивка од 1 милион евра и за тоа треба да плати данок на добивка, доколку инвестира 200.000 евра во некој спортски клуб или федерација или МОК, за истиот износ би била ослободена од плаќање данок на добивка кон државата. Доколку инвестира уште 100.000 евра, за тие 100.000 евра ќе биде ослободена од 50.000 евра данок на добивка. Значи фирмите ќе може наместо на државата да инвестираат во клубовите, спортистите и федерациите доколку самите така одлучат. Позитивни исклучоци поради тоа што се поскапи спортови ќе има кај? Прво, фудбалот. Наместо 20 ќе се овозможи 30% од добивката да се финансира со 100% ослободување, а од 30 до 40% од добивката со 50% ослободување. Значи, со пример, ако компанијата од 1 милион евра добивка инвестира во фудбалски клуб 300.000 евра, тогаш тој износ не го плаќа на државата како данок на добивка, а ако инвестира уште 100.000 евра во клубот, тогаш ќе плати данок на добивка само 50.000 евра од тие инвестирани 100.000 евра. Втор позитивен исклучок е кошарката и рекометот, каде наместо до 20 ќе може до 25% од добивката да има 100% ослободување од данокот на добивка, а од 25 до 35% 50% ослободување од данок на добивка. Изразено преку пример, ако компанија со 1 милион евра добивка инвестира во кошаркарски или рекометен клуб 250.000 евра, за тој износ ќе и се намали данокот на добивка. А ако покрај 250.000 евра се одлучи да инвестира уште 100.000 евра, тогаш за тие ќе плати 100.000 евра, ќе плати само 50.000 евра данок на добивка. Ова ќе значи директно откажување на државата од приливот на дел од средствата од данокот на добивка во буџетот, во корист на спортот, на клубовите, на федерациите и на врвниот спорт. Потенцијално, например, за следната година, каде во буџетот е предвидено приближно 200 милиони евра да изнесува данокот на добивка, ова ќе значи отприлика дека околу 50 милиони евра се потенцијални пари кои наместо во буџетот компаниите кои остваруваат добивка ќе може да ги вложат во спортските клубови, спортските федерации, МОК и врвните спортисти.
и се разбира за тој дел да бидат ослободени од данок на добивка. Ова ќе значи, со обзир дека државата средствата кои треба да ја припаднат во буџетот, ќе ги стави на располагање на спортските клубови, спортските федерации и спортисти, таа, државата, е исто така должна да внимава како ќе се трошат тие пари, да воспостави правила и надзор над нивното користење, со цел да спречи нивна можна злоупотреба. Па така, со цел да се оневозможи правно изигрување на прописите, ќе биде забрането клубот по било кој основ да ги врати парите во истата компанија или во компании кои се роднински, капитално или управувачки поврзани, вклучувајќи и во трошоци за стоки и услуги, бидејќи тоа би значило затајување данок или перење пари. Ќе биде исто така забрането парите клубот по било кој основ да ги исплаќа на било кое одговорно лице во компанијата, која што финансира. Нема да е дозволено средствата добиени како спонзорство, а за чиј износ спонзорот се ослободува од плаќање на данок на добивка кон државата, да се уплаќаат кои ќе се уплаќаат на посебна сметка и од нив не смее да се префрлаат парите на редовна сметка или друга сметка на клубот или федерацијата, или пак да се исплаќаат оврски по договори од редовната сметка. Средствата може да се трошат за строго утврдени намени, одредени со правилник, кој ќе го носи владата под преходно мислење на Министерството за финансии, Министерството за правда и Агенцијата за млади и спорт, и секако по преходна јавна расправа и дискусија со федерациите, клубовите, Македонскиот олимписки комитет. Средствата добиени на овој начин ќе може да се трошат за плати, надоместоци и бонуси за спортистите и стручниот штаб, по утврден правилник на клубот и писмено пријавен во федерацијата. Организација на патувања и престој на клубот во земјата и странство, заради надпреварувањата и подготовки, согласно Законот за јавни набавки. Изнајмување или градба на сали или терени за надпреварување, која треба да се спроведе по начелата на Законот за јавни набавки. Плаќање на кирии за простории за работа на клубот, не повеќе од 10% од средствата годишно, или отплата на кредит за купување на собствени простории на клубот, не повеќе од 20% годишно, од добиените пари со вакво ослободување од данокот на добивка. Се разбира, процентите ќе бидат преиспитани низ јавната расправа. Доколку се купат простории за клубот, се предвидува со средствата од овој извор, истите не би требало да се ставаат под хипотека, освен хипотека кон банката за купување или градба на самиот објект, и не смеа да се продадат најмалку 15 години со цел спречување можни злоупотреби. Понатаму ќе може да се користат и за патување на поединци заради стручни семинари, стручни конференции и усовршувања, согласно Законот за јавни набавки, а по претходно изгласана и подпишана одлука на извршното тело. Ќе може да се користат за плаќање на котизации и членарини, за набавка на опрема и реквизити која треба да се спроведе по Законот за јавни набавки, плаќање на трошоци за комуналии на клубот или федерацијата. Најмалку еднаш во 3 години секој клуб или федерација која примила ваква подршка ќе биде подлежна на контрола и ревизија на Државниот завод за ревизија во делот на потрошените средства добиени по основ на данок на добивка. Ќе се предвидат законски казни за одговорните лица во клубовите или федерациите доколку незаконски се користат средствата. Истовремено се предвидува приматели на вакви донации да може да се спортски федерации или клубови од првата лига. Значи, спортски федерации или клубови од првата лига, кои задолжително мора да имаат и младинска школа. Значи, услов за примање на средствата, односно примање пари од спонзори кои ќе бидат ослободени од данок на добивка, е овие клубови од првата лига да имаат и своји младински школи во спортови каде има надпреварување во организирана лига. Освен за фудбал, каде може да се офати и втората лига, со оглед на тоа дека станува збор за популарен, скап и многу организиран спорт. За клубовите кои немаат организирана лига, како атлетика, гимнастика, пливање, ватерполо и слично, може да се признаат до 5% од добивката на една компанија, и тоа само за еден таков клуб во една календарска година, заради спречување на можни злоупотреби. Во секое извршно тело, на секој клуб,
Приматели на вакви спонзорства ќе мора да членуваат најмалку 2 дипломирани правника и најмалку 2 дипломирани економиста со цел да допринесат за поквалитетно користење на средствата. Исто така, оваа мерка ќе офати и подршка на поединечни врвни активни спортисти до 35 години старост и со конкретни домашни и меѓународни резултати. Например, самостоен тенисер или професионален боксер или пливач и така натаму. Со што поддршката на индивидуални спортисти ќе биде до 6% на оние 6% од добивката на оние кои се занимаваат со олимписки спортови и до 3% од добивката на една компанија ќе може да биде ослободена од данок на добивка за други видови на спортови кои не се олимписки спортови. Можноста за ваков начин на финансирање важи до моментот во годината додека спортистот ги исполнува условите поврзани со постигнатите резултати. Например, ако до јуни има најдобар или втор најдобар резултат на трки до 100 метри, до тогаш тие што ќе ги финансираат може да добијат ослободување од данок на добивка. Потоа не. Ако од јули, например, друг или има најдобар резултат, тогаш тие кои ќе го финансираат тој друг имаат право на финансирање со ослободување од данок на добивка. Овие одредби ќе се прецизираат со правилник и во соработка со федерациите и ќе имаат дополнителна јавна расправа за да не се направат грешки. Средствата добиени по ваков основ, кај клуб или спортист, не смее да се плаќаат кон спонзорот назад, на било кој начин, ниту кон него, ниту кон капитално, роднински или управувачки поврзани лица, или пак лица со управувачки позиции вработени кај него. Секој клуб и федерација на вакви средства се должни најдосна до 15 март во наредната година да објават колку и од кого примиле спонзорства од ваков вид и за кои намени колку потрошиле. Федерацијата е должна во истиот период да ги објави на својата веб страна ваквите извештаи на сите клубови и спортисти, приматели на вакви помошти, а тие се должни најдосна до 10 март во наредната година да ја известат Федерацијата писмено за она што треба да се направи. Агенцијата за млади и спорт ќе треба да изработи теркови за објавување, за објавите да бидат стандардизирани и унифицирани. Тоа е околу втората мерка и околу потенцијалните 50 милиони евра годишно за македонскиот спорт. Одам на третата мерка денеска. Третата мерка е директно буџетско финансирање на спортови кои немаат своја лига во смисла на организирање на нивна лига. Постојат популарни спортови за кои Македонија има успешна традиција, кои не се професионално организирани во соодветна спортска редовна лига. Токму преку оваа мерка ќе се издвојат до 700.000 евра годишно од буџетот за финансирање на таквата лига. Спортовите чии создавање на лиги ќе се финансираат ќе бидат различни, а првиот спорт кој ќе го поддржиме веќе во 2017 година ќе биде формирање лига во боксот. Станува збор за популарен олимписки спорт, кој иако кај нас е присутен, нема задоволително ниво на организација, односно лига. А имаме успешна традиција и врвни и успешни боксери од минатото, што значи има доволно стручен кадар. Формирањето на лига ќе изроди квалитет, кој потоа ќе овозможи негово самостојно финансирање. За цел формирање на лигата ќе се организира квалификационен турнир од страна на Агенцијата за млади и спорт на сите клубови кои ќе се пријават. При што најдобрите 8 тима, односно клубови, ќе влезат во првата лига, а вторите 8 во втората лига. И оваа лига ќе започне да функционира, двете лиги ќе започне да функционираат од септември 2017 година. Надвор од државниот надомест, наменет за секој боксер, ако клубот обезбеди дополнителни спонзорства со новите можности за ослободување на данок на добивка, може да им се даде и додатни средства на своите боксери и тренери од она кое ќе биде обезбедено директно од државата. А што ќе биде обезбедено? Во однос на директната поддршка, која ќе се доделува, боксерите во првата лига директно ќе се плаќаат од Агенцијата за млади и спорт, од КОЛО, и првичните замисли се во надпреварот клуб со клуб, дома и во гости,
Секој поединечен боксер, победник, на секој меч да добие 350 евра награда, а поразениот 150 евра за првата лига. За нерешен резултат двата боксери би добиле по 200 евра и 30% помалку за втората лига. Тренерот исто така по 200 евра од меч, помошник тренер 100 евра, плюс лекари, делегати и судии, при што и овие износи не се финални и ќе бидат дел од јавната расправа. Победа на клубот носи 2 бода, пораз 0, нерешено по 1 бод. Еден викенд би имало коло во првата лига, втор викенд во втората лига, помеѓу септември и мај. Тоа е правичната замисла која ќе биде поставена на јавна расправа и дискусија со Боксерската федерација. Секој клуб ќе треба да обезбеди боксер во секоја од 10 категории и може да му фалат надпреварувачи максимум во 3 категории во кои би му се сметал службен пораз. Втората лига би можела да биде поделена на втора лига Исток и Запад. Шампионите од двете лиги би влегувале во првата лига. За тие клубови кои се надвор од првата лига и втората лига би се организирал годишен турнир, еден во источниот и еден во западниот дел на Македонија. Победниците би влегле во втора лига, а последните два од втората лига би испаднале и би чекале шанса за следната година преку турнирот да влезат во втора лига. Доколку федерацијата само обезбеди средства, има можности за формирање на трета лига, државата нема да го попречи, тоа се разбира. Клубот шампион ќе добие 20.000 евра годишна награда, а вице шампионот 10.000 евра годишна награда. Секоја екипа во прва и втора лига на секој меч мора да има лекар, за него ќе се одвојат, како што кажав, по 100 евра од меч, независно дали ќе победат или загубат надпреварувачите. Лекарот треба да присуствува и на самите тренинзи. Сите спортски клубови еднократно ќе добијат најнеопходна професионална опрема, како ракавици, дресови, патики, маски и така натаму. Ќе се формира и македонска боксерска репрезентација, која ќе има мечеви со репрезентации од други држави и ќе се бори за места на меѓународни првенства и олимпијади. За оваа цел веќе се утврдени средства во планираниот буџет од Министерството за финансии за 2017 година. Тоа е за првиот спорт кој што ќе се подржи да се формира лига и чија подршка ќе биде директно од државата. Втор спорт за кој има размислување да се подржи формирање на лига е карате за жени и мажи, и тоа со почеток од септември 2018. По правила кои што ќе се утврдат заеднички во комуникација со Федерацијата на карате. А во наредните години ќе продолжиме секоја година уште по еден друг спорт кој што нема организирана лига да го подржиме. Средствата добиени за оваа намена може да се трошат за строго утврдени намени и критериуми одредени со правилник, кој ќе го носи владата по преходно мислење на Министерството за финансии, правда, Агенцијата за млади спорт и се разбира консултација со федерацијата. Ќе се предвидат законски казни за одговорните лица во федерациите и клубовите доколку незаконски се користат средствата. Ќе се предвиди кривична одговорност доколку дојде до нарушување на законските норми. Четврта мерка, која денеска сакам да објавам, и таа е последна за денеска. Последната четврта мерка за денес е ангажман на врвни тренери од странство во спортските академии, каде се градат младите и идни врвни спортисти. Планот е да се донесат докажани успешни тренери од странство во спортските академии, да помогнат во градењето на новите фудбалери, кошаркари, рекометари, тенисери. Планот е овие тренери да се со поголеми успеси како тренери во нивната тренерска кариера, подобри од било кој тренер во Македонија, според успесите и искуствата. И оваа мерка ќе почне да се применува дел по дел од година во година, почнувајќи од септември 2017 во соработка со Спортската академија и спортските федерации. За следната година веќе се обезбедени пари во буџетот предложен од Министерството за финансии за ангажман на првите тренери со поголеми меѓународни успеси, кој на постојана основа ќе ангажиран со договор и ќе работи во Фудбалската академија во Скопје. Значи, првиот тренер ќе биде ангажиран во Фудбалската академија во Скопје, а потоа секоја година тоа ќе се проширува и во другите градови, но и во другите спортови.
Од 2018, како што кажа, ќе се продолжи со ангажман и на други градови и спортови. Почитувани присутни, ова се дел од плановите на ВМРО ДПМН и коалицијата за директна подршка на спортот и спортистите, клубовите, федерациите во Македонија, со сите можни заштитни механизми од можни злоупотреби. Како што кажав на почетокот, во периодот што следи ќе бидеме отворени за сугестии и за насоки од спортистите, федерациите, спортските работници, Македонскиот олимписки комитет и други професионални познавачи на спортот, кои ќе придонесат за носење на квалитетни решенија за напредок во спортот. Цврсто сум убеден во потенцијалот на македонските спортисти, но и во желбата и мотивираноста за успех. Наша обврска е подеднакво да се грижиме за сите сфери, што се интерес на македонскиот граѓанин, а спортот е многу повеќе од обична игра. Тој е втемелувач на карактерот на човекот, колективно задоволство, а многу често и амбасадор на државата. ВМРО ДПМН ќе продолжи да гради и создава услови за развој. Граѓаните тоа го препознаваат и знаат дека ние тоа што ќе го ветиме, тој ќе го оствариме, ќе го реализираме. Ви благодарам да сте живи и здрави и да работиме заедно за меѓународни успеси на македонските клубови, спортисти и репрезентации. Ви благодарам.